10 години отпор кон мејнстрим културната сцена во Скопје. Кулаши со фестивалот Подземја полесно се дише. Испраќаат моќна порака за тоа каде е вистински скриената уметност во Скопје. Ова 10-то јубилејно издание на Подземја фестивалот и уметничката програма всушност содржи различни типови на уметнички формати и форми, меѓу кои и перформанси, видеоинсталации, инсталации во простор, скулптури, звучни интервенции и ред други, да речеме, медиуми и техники на изразување. Изборот, значи уметниците кои што се дел од програмата се во главном наши млади уметници, генерално до 35 години. Потоа ги имаме малку повозрасни од нас кои што се биле актуелни во 90-тите и 2000-тите во воспоставувањето на независната културна уметничка сцена во градот и во Македонија. И дополнително на тоа имаме гостувачи од Грција, колективот Гадак, кои што имаат различни типови интервенции, меѓу кои голем дел од нив се перформативни. Мислам дека мојата порака не е поразлична од она кога почнавме да го создаваме нашиот фестивал, а тоа е дека младите уметници треба да се здружуваат и треба да се борат за сопствениот простор и за критериумите во кои што работат, за да се ги подобрат нивните критериуми на работа и да може независната сцена да постои и исто така и да се професионализира се повеќе и повеќе. Подземјата дури и како збор, освен тоа што дека првичната порака која што сакавме да им ја даеме на луѓето е дека постои воздухот загаден или имаме еколошки проблеми. Од друга страна, метафорично гледано, тоа исто значи дека во подземните места повеќе постојат поталентирани луѓе. Бидејќи колку толку и ние сме растени во алтернативната сцена и таа алтернативната сцена е појака сцена од мејнстрим сцената, или која што е веќе изжвакана за обичниот конзумер. Таа сцена ја што пораснав, пунктот беше доста голем, со тоа што сметам дека пунктот е креативна некоја ствар. Толку што е креативно, толку и привлекува повеќе публика и повеќе луѓе. Пораката би била појака толку што е креативна. Според мене самата креативност е пункт. Секогаш постојат проблеми од типот како ние што имаме и денеска и секоја година, особено со комшиеве и со гаражните простори. Гледаме да бидеме храбри и гледаме да ги стераме до крај. Така да ја би рекол само да бидат храбри и треба да си ја терат својата работа како сакаат и кај сакаат.